Скопје е на врвот во Европа и петти најзагаден град во светот. Позагадениот нашиот главен град вчера беа единствено градовите Лахор во Пакистан, Калкута и Делхи во Индија и Дака во Бангладеш. Истата позиција градот Скопје држи денеска, кога сме единствен европски град во првите 10 светски најзагадени. И покрај сончевиот ден со нешто повисоки температури од вообичаените, бројките од мерните станици повторно се загрижувачко високи, барем на оние мерни станици кои работат. Во Лисиче и Газибаба тие се надвор од употреба веќе подолг период. Директорот на првата детска амбасада во Македонија Медјаши, Драги Змјанат за Алфа вели дека децата имаат право на чист воздух и дека државата мора да преземе нешто да ги заштити. Тој потенцираше дека е потребна гасификација во државата и други мерки кои ќе го поправат квалитетот на воздухот. Државата треба да преземе нешто да ги заштити најранливите децата во Република Македонија. Она што нас не загрижува, не постои безбедно ниво на загаденост. Имено дозволена е висока концентрација на PM10 и PM2,5 на микрограми на метар кубен. Не само децата и возрастните. Годишно умираат во Македонија околу 3000 луѓе поради заболување предизвикани од загадениот воздух. Змјанат вели дека се подготвува тужба против Република Македонија поради загадениот воздух, со кој навистина според неговите зборови се доведува во прашање правото на живот. Болниците во Република Македонија се 3 пати повеќе с големен број на присуство на деца со респираторни проблеми и белодробни заболувања. Македонските градови се веќе подолго време на прво место на загаденост во Европа. Мора да се детектираат главните загадувачи индустријски кои навистина ни го доведуваат правото на живот во прашање. Во Македонија има совршени услови за инвестирање на обновливи извори на енергија. А пред неколку дена екопатролата на Скопје Звук Аларм измери повеќе од 10 пати поголема загаденост во Лисиче, каде мерната станица не работи. Покажува 520 PM2,5, еве го се качува, и 550, 540, 550 PM10. Овде дојдовме затоа што мерната станица на Министерството за животна средина повеќе од 2 месеци не работи. И еве, ова е отров. На ова се умира, ние 20 стоиме тука за да ви покажеме што дишете. Екологистите и невладините барат и прогласување на употреба на итни мерки, доколку 2 дена последователно ПМ частичките се над 50, а според сегашната законска регулатива итни мерки се превземаат, доколку на 2 мерни станици, 2 дена еден по друг, ПМ частичките се над 200. Минатата година мерките беа активирани само 2 пати.